Здраво и добре дојде во деветтата подкаст епизода од серијалот Како од 0 до 30.000 евра годишна добивка, секако преку бизнис, не зборувам на друг начин. Доколку си на самиот почеток и прв пат ме гледаш, јас сум Александар Кочовски, бизнис ментор, и овој серијал го снимам токму за да им помогнам на луѓето кои што се мачат или се на самиот почеток да дојдат до првата цел во својот бизнис, а тоа е добивка од 30.000 евра на годишно ниво. Зошто е важно да ги имаме овие некакви миксови, некакви цели, некакви нивоа? Токму за да знаеме каде се наоѓаме со нашиот бизнис. И секако постојат различни теории, супер се имаме животна фаза, како да препознаеш на која фаза си, нели има различни начини, но немаме време толку да не влеземе во теорија и не е толку битно. Но сепак мора во твојот ум да имаш некоја си првична цел, каде се движиш, која е следна. Барем мене ми беше така во минатото полесно и секогаш кога размислував, а не се бавев конкретно со менторство, со економија, секогаш размислував кога го водев стариот бизнис како да дојдам до некоја јасна категорија, како да дојдам до нешто. Сепак да имам некаква предвидлива, насока по која што се движам, како би знаел дали напредувам или мирувам, уназадувам, како ги гадае. Истото го гледам дека и размислуваат повеќе од моите клиенти, со оние кои што имам прилика да соработувам или во минатото, сите ние имаме нешто заедничко, тоа е јасен, следен чекор. Би сакале да ги знаеме однапред нештата, однапред. Секако лошо е да чекаме се да биде идеално, па ние да тргнеме во акција, но јасен, доволен чекор каде се движиме. И токму еден од првите чекори е како да дојдеш до првична добивка од 30.000 евра и можеби до сега, ако веќе ме следиш подолго време, мојот фокус е на добивка, а не на прометот, и промет за мене не значи ништо. Сум видел, соработував со луѓе кои што прават по 1, 2, 3, 5 на годишно ниво, па и повеќе, но прашањето е дали таа гужва, таа галама, толку луѓе, клиенти, вработени и се останато, дали едноставно вреди за заработка далеку помала од таа. Што значи, моја филозофија за водење бизнис е да го преобликуваш бизнисот да ти служи, односно твојот бизнис да го сватиш како возило кое што ќе ти помогне да го унапредиш твојот квалитет на живот. Што значи, ако ти си застанал некогаш, здравје, ќе имаме прилика, ќе направиме такви вежби, не е проблем, но за сега доволно да ти е да одговориш на неколку прашања, а тоа е кога ти би имал неограничени ресурси, кога се би било окей, да направиш еден список на хартија, кои работи би сакал да ги доживееш, да ги искусиш, да ги поседуваш, не знам, стан, куќа, кола, гардероба, патувања, одмори, чуда, све што сакаш да ставиш на хартија, да си ги ставиш режиските трошоци кои што ќе би ги произлегле како резултат на зголемување на овие апетити, да пресметаш тоа колку е на месечно ниво, колку уште би сакал од тоа да имаш фондови за инвестирање или за штедење како сакаш, да не навлегуваме премногу, и кога ќе дојдеш до една бројка на месечно ниво, па да речеме таа бројка е, 10.000 евра месечен приход кој што очекуваш твојот бизнис да ти ги донесе, што значи твоја цел следна е како да дојдеш до тие, да речеме во примерот 10.000 евра, и се што треба да гледаш на твојот бизнис е како возило кое што тебе ти носи 10.000 евра месечно за да живееш живот како што сакаш. Зошто е ова важно? Здравје, кога ќе одиме во некои други епизоди ќе ти ги зборувам понатамо, затоа што особено ни е важно при вработувањето, изборот, квалификувањето на нашиот тим, градење, создавање, растење на тој тим, за да сватиш дека секој еден човек кој што го вработуваш исклучиво и само од две причини. Првата е човек кој што ти носи пари, а нив во титула ги викаме комерција, продавач или како сакаш, значи вработуваш човек кој што очекуваш да ти донесе пари. Втора работа, човек кој ти го штити своето време. Зошто? И јас имам 24 часа, и ти имаш 24 часа, и Ричард Бренсон, и Бил Гейтс, сите имаат по 24 часа. И факт е дека ако имаш амбициозни, големи цели, факт е дека се околу нас е настанато со луѓе и дека ти сам како себе, ништо сам човек не може да направи,
Сето е создадено од луѓе, што значи дека колку ти повеќе ќе растеш нели понатаму во животот, толку ќе бидеш зависен од соработка со други луѓе, во твојот тим и останато, што значи секој еден твој вработен кој што го имаш, поентата е да ти го заштити твоето време за да ти можеш да уживаш во благодетите и се надевам дека тоа беше и причината да го започнеш твојот бизнес, значи да заработаш повеќе пари и да имаш повеќе слободно време. Сега, кога зборуваме за заработка повеќе пари, за повеќе слободно време, најчесто голем дел од предприемачите или го немаат едното, или го немаат другото, а има и такви кои што немаат ниту едно, нити друго. И токму денеска ќе зборувам за 5 најчести проблеми или главни проблеми кои што те држат или ќе се соочиш или се соочуваш со нив, за да кои што едноставно те спречуваат за да заработиш 30.000 евра на годишно ниво, па и на понатаму. И ја ги запишав, еве ги на подсетник, за да не ги испуштам, да не ги заборавам, оти овие 5 се многу важни. Одиме проблем 1, а што би било број 1 финансиски овај проблем ако не се финансиите. И сега ќе те запознам малку со мојот живот, па да видиш и јас знам дека ништо не сум посебен за разлика од другите луѓе и кога имаме нели на мастермајнд, па се запознаваме или на семинари, тренинзи кои праваме, нели кога се работуваме подолго со луѓето, раскажуваат разни приказни, особено ако дојдеме нели во делот на сторителинг, таму особено е важно она што си поминал, што си преживеал, но тоа е некоја друга тема, небитно. Сваќаме дека ништо не имаме некои поголеми проблеми за разлика од другите луѓе, секако некој повеќе, некој помалку, но горе-доле не мачат исти едни проблеми. Различно е само како ние ги толкуваме, како ние ги перцепираме, како ние ги решаваме. Сега, што со мене се случи во минатото? Па, отворив јас првината моја фирма, ја отворив на 19 години, млад, амбициозен, надежен, го напуштив електрофакултетот токму во втора година, прва ја слушав, ја завршив, но сватив дека колку повеќе ќе поминам на факултет, толку подолго ќе се едноставно оддалечам од мојата долгогодишна желба, а тоа е да отворам свој првичен бизнис, во случајот сервис за аудио-видео поправка на уреди. И сватив една работа, тоа е дека не е лесен факултетот, порано бараше вежби, учења, работевме по цел ден, по цел ноќ, па и од поручек вежби, не е како денеска, нели, на кликање, па ти си положил, небитно. Што сакав да кажам, сватив дека се повеќе учам и се трудам и дека кога тоа би го работел, најверојатно не би одлучил да работам бизнис со ова, затоа што би тражил некаков поедноставен начин за заработка и за вреднување на мојот труд, а тоа се косе со моите вредности. Значи, започнав на 19 години, нити имав финансии доволно, почнав негде со 2-3 марки, ако беше тоа позајмени од моите родители. Смешно, во некакви си услови, но небитно, важно, тркалото започна. И она што се случуваше патем, постојано недостаток во финансии. Зошто? Затоа што ова Александар што денес тебе ти соли памет, во тој период нити буџетирал, нити штедел, нити инвестирал, нити планирал. Од една страна имало секој ден прилив на пари, од друга страна млад си, сакаш да отрошиш, да работиш и она што е интересно, мислиш дека ова секогаш ќе трае, шта зарадим то поедем, нели? Сакаш да си дозволиш млад и да прошеташ и да се облечеш, небитно, мислиш дека тој циклус секогаш ќе трае но се случи и војната 2001, се случија и промена на, ако се сеќаваш старите телевизори, оние по 100 кила, излегоа плазма, LCD, па секој втор клиент доаѓаше, викаше, ако кучини појќе од 500 денари, не го прави, ќе купам нов. И кој дојдов ја во моментот на раскрсница, а тоа е дали да инвестирам во нешто посериозно или да го затворам својот бизнес. Финансиите донесоа лесна одлука, а тоа е за бидејќи немав капитал, а не дека не сум можел, туку едноставно не размислував на тој начин, дека еден ден ќе заврши, дека ќе секне оваа чешма. Буквално јас не само што морав да го затворам мојот прв бизнес, туку и имав долгови кои што ги напластив. Токму затоа се вработев во една компанија и нормално, како велат еднаш предприемач, секогаш предприемач, желбата кај мене никогаш не згасна за да започнам повторно свој бизнес, но што размислував овој пат, бидејќи ја нарушив гордоста, буквално како една година да имав траума, како да се откина еден дел од мојне. Секој човек со кој што разговарав, мислев дека ме сожалува, дека едноставно се чувствував никаков, да кажам,
дури не сакав нити со луѓе да се гледам, се криев буквално од луѓе само за да не се сретнам, не знам, ако не си го преживеал, не би сакал ни да го преживееш. Но, што е муабетот? Муабетот беше дека цело време се обидував да научам економски факултет, бизнис академија, коучинг академија, да волонтирам, да научам како би следниот пат кога ќе започнам бизнис, буквално да не се соочам со оваа тешка фаза, а тоа е некогаш да дојде повторно да затворам. Толку и затоа амбициозноста и сето останато. Но, како што со животот си игра со некои работи, се поигра и со мене, а тоа е 7 години се боревме со стерилитет, значи уште неисплатени долгови стари, сега плюс нови, а ти знаеш колку чини приватно, нели да одиш, нели во приватни болници, па не знам каде, па инвитра, па инсеминации, па земанци, 7 години. И буквално сето тоа ќе те изнајмошти и психички и финансиски, но што ми е поентата? Оној момент кога јас донесов одлука да започнам собствен бизнис, живеевме со сопругата под кирија, живеевме само со една плата, а тоа беше моја, и буквално влегов во една поле неизвестно, да кажам, каде што ниту имав готови клиенти, ниту разработана шема, ниту ништо. Од директор на постпродажба во автомобилска индустрија, јас донесов одлука да почнам да работам со консалтинг, значи во едно ново, сосема ново поле. И она што беше интересно е дека, нели, секој почеток е тежок, но што сакам да ти кажам со ова. Како јас добивав клиенти, едно, требаше да купам, нели, гардероба, па возила, па се среќаваш со различни луѓе, па не можеш да идеш со иста кошула, па ајде гардероба, па ајде си излегол кафенце, сокче и сето тоа чини, јасно ти е, па гориво, па патарини на заебанци. Од друга страна, плаќав стари долгови, стари кредити, лечење заебанци, нели се она што ти го зборев до сега. И што сакам да кажам? Кога ти водиш бизнис, а гледаш некако од истите тие проекти кои што си ги добил и да се прехраниш, и семејството да го задоволиш основни потреби, и долгови да вратиш, и да инвестираш за понатамо, ти си прво тежок сам за себе, а не камоли за другите. Кога јас го преживував овој период, мислев дека ова само мене ми се случува, дека јас не сум тешки и храбри одлуки, дека премногу ризично настапувам, дека може би требало некако поинаку или не знам што. Но го гледам денеска и како секојдневниот. Значи јас сум имал едни проблеми, некој имал здравствени, некој се оддалил од родители, некому му се случило нешто, она значи горе-доле сите поминуваме низ некакви различни фази, што значи дека првите години во бизнисот, ако немаш кеш капитал на време, дека едноставно е тешко да се истрае, нели? Плюс Александар ти вика една понуда, еден клиент, еден маркетинг канал, една испорака, се ова и ти нормално дека немаш муда ова да го направиш. И се ова што ти го зборувам денес, ти го зборувам од искуство, затоа што не само што јас го применувам и ми служи, туку го применуваат и моите клиенти, да не зборувам кој е редоследот за нагоре, дојди ти еднаш до 30.000 евра, па лесно ќе ти кажам после како до 100 и нагоре. Што сакам да кажам дека најважно во првите неколку години, а за голем дел од претпремачите останува ова и по 10-20, првата твоја задача е да го промениш идентитетот. Јас не сум програмер, јас не сум фриленсер, јас не сум графички дизајнер, јас не сум снимач на камера, јас не сум фоторепортер, јас не сум архитект, јас не сум инженер. Да не ти редам. Значи ти моментот одлучи да започнеш собствен бизнес, ти си мајче мој предприемач. Твоја прва задача е да гледаш како предприемач. Зошто е овде опасно и што е проблемот? Ова е нели прв проблем, финансиите. Затоа што до вчера ти си навикнат време за пари. Еве ти 8 часа, дај ми 500 евра. Еве ти 8 часа, дај ми 1000 евра. Најголем дел од предприемачите кои што не заработуваат 30.000 евра на годишно ниво е затоа што го имаат стариот мајндсет. Они мислат дека оние финансии кои што ги добиваат е плата за нивниот труд. Драг мој предприемачу, едноставна дефиниција за предприемништво, сега ќе ти кажам, се состои од два дела. Човек кој што решава проблеми и второ, човек кој што донесува ризични одлуки, значи човек кој што носи одлуки. Ако немаш храброст да да превземаш ризик, ако не решаваш некому проблем, значи двата услови, ако не ги исполнуваш, ти никогаш нема да бидеш предприемач, туку од својот бизнис
ќе гледаш како да си направиш свое работно место и сега наместо да програмираш за некој друг, наместо да црташ ти за некој друг, ти сега истото ќе го правиш за себе и ќе очекуваш од бизнисот да бидеш платен, а не да заработаш, и ова е конфузија. Зошто ова ти го зборувам? А и поврзано со финансии. Затоа што главната поента е првите неколку години, додека не научиш да заработиш 30.000 евра годишно, додека не направиш ова се што ти зборувам, една понуда, се едно да го имаш унифицирано и да почнеш да вработуваш за да се мултиплицираш, ти треба финансии, ти треба време, што значи обиди се да имаш скромен живот, направи си ги трошоците сведени на минимум и инвестирај во својот бизнис. Точно е дека Александар ти вели првата твоја цел е да заработиш 30.000 евра, но не е да го купиш твојот прв стан. Не е да се задолжиш да земеш уш една машина за не знам што, принтер, кројач, што сака нека биде. Не е за да се задолжиш и да купиш уште едно возило, уште еден објект, уште една канцеларија, уште едно дрн. Ова е нешто што не смееш да си го дозволиш. Туку, твојата поента е прво да научиш да заработуваш. Ако ти мислиш економски или кога ќе одиш у сметководство, он ти вика си заработал 30.000 евра, а ти немаш 100 денара во джеб, тоа, мајче моја, значи дека ти не си заработал 30.000 евра, туку некако ти помина низ рака. Ова игра Александар што ти зборува денес не знаеше 10 години да ја игра. Промет, куп, пари, куп се свртеле, ја треба уште данок да платам, немам 100 евра у джеб. Вамо инвестирав, тоа сум направил, ова сум направил, ти само нешто размислуваш, всушност играш глупости. Најголем дел кога работав консалтинг, штом добијам компанија за мебел, треба да организирам да тече побрзо производство или како и да е. Јас морам да направам анализа на конкуренција, да видам со кого се споредуваат, на кое ниво е, како функционираат, за да применам најдобра пракса и најдобра стратегија во тој бизнис. Она што ќе те зачуди е дека од 100, 200, 300 фирми кои што ќе ги анализирав и наблюдував, беше фрапантна статистиката која што денес ја потврдувам во секое поле, и оваа статистика никогаш не била поинаква. Да не филозофирам. 1% од твоја индустрија го бере кајмакот. Значи, во секоја индустрија, колку и да има конкуренција, 1% од нив заработува 1.000.000, 2, 3, 10 на годишно ниво. 3% и до 10 се во просек, малку повеќе заработува од некој друг, да речеме околу помеѓу 30 и 100.000 евра на годишно ниво. Останатите се борат за екзистенција. Нема пари, нема луѓе, нема ова, нема тоа, и врти гс преку глава и никогаш нема да застане на нозе. Истата оваа статистика денес ја забележувам во секоја божја индустрија. 1%, 10%, 80, односно 90% натамо катастрофа. Што значи и зошто ти го зборувам ова? Уште не научил да продава една понуда. Уште не научил како константно да добива клиенти. Уште не научил како да испорачува секогаш идентичен резултат. Уште не научил како да биде буквално како фабрика. Купува алати, машини, возила, чуда. Сега ќе купи возила, па мала му е просторијата, па друга. Нон-стоп е од кредит во кредит, од кредит во кредит, од кредит во кредит, и на крајот животот поминува низ него. Затоа те молам, ако нешто до сега од оваа подкаст епизода свати или запамти, јас те молам, немој да ги правиш моите грешки кои што јас ги правев. Се ова до сега што го зборував, се го имам преживеано, затоа доживеав 4 божји банкроти. Иста глупост 4 пати во различна ситуација. Затоа те молам, немој да ги правиш моите глупости. Што денеска правам со моите клиенти? Еден клиент минатата година дојде и заработуваше 3.500 евра на годишно ниво. Целта беше да заработи 10, односно да ја гурне границата од 100.000 евра на годишно ниво.
Нема научна филозофија. Сакаш да те дигне нагоре, ти мораш да инвестираш, а најчесто се инвестира во маркетинг, во позиционирање, промена на понуда, скалабилна понуда, на тоа ќе ти зборувам во некоја друга подкаст епизода или серијал. Доаѓа клиентот и ми зборува: јас сакам да заработам, правиме планови, правиме стратегија, човекот вика: немам пари за маркетинг. Како бе, мајче моја? И плюс никој тебе нема да ти каже немам пари, но Александар више има изострен слух и вид, и само што ќе почне некој да ми филозофира зборови културни, љубезни, убави, знам дека нешто измислува приказни, и со 3-4 прашања знаев и сватив дека човеков нема ќорденар. И тој заработува на хартија 3000 евра, ама дај тамо, дај вамо малку подобар живот, реално у джеб нула. Што сватив јас? Дека само надеж е стратегија. Што значи надеж? Јас се надевам дека нешто ќе променам, ама навикиве да ми останат исти, и јас ќе дојдам на 100.000 евра. Ево ти га на истиве глупости ги правеше Александар 100 години наназад. Ми вели немам пари за маркетинг, а гледам слики Грција, одмор, Златибор, вечери, викенди, гардероба. Мој пријателу, што видов ја во овој случај? И секој трети е ваков, немој да се грижиш. Јас се видов само сам себе во него. Што јас гледам? Александар не платил фактура за не знам што зел, отишол на викенд. Вамо нема, не знае како ќе биде следна недела, нема ангажман, он отишол на одмор. Уште ова не средено, овој ќе ми плати, тој ќе ми плати, од вамо, од тамо, а ти немаш ништо договорено, односно фактура и платено, ти почнуваш да трошиш. Еве ти го детскиот проблем. И што се случува овде? И понатамо викенди, одмори, чуда, а ти не инвестираш у маркетинг или у клучни работи. Па како ќе ти дојдат резултати? Никако. Која е мојата должност како ментор? Слушај, пријатели, ти ги знам сите глупости, хајде доста со одмори, викенди за ебанци, хајде немој да се споредуваш со други луѓе, хајде имај мода дома да кажеш: немаме пари, наместо од картица у картица, од кредит у кредит, хајде се воздржиме 3 месеци, 6 месеци да направиме пари, па после наместо да идеме у Златибор, у најефтина вила, хајде идеме у Шпанија, у најдобра вила. Ај наместо да идеме у Поткини навржи одмори по 100 евра и да плачеш тамо криза, ги дигнале цени, колку е фрапето, колку е, не знам, гирото, да се заебаваме со глупости. Ова е работнички мајндсет. Колку е гирото, колку е чадор. Јебем ти и гиро и чадор. Или оди и заработи као господин како што треба, или иди у Охрид ако можеш да си дозволиш. Штом почнеш да збориш за цени и за чадори, тоа значи дека тамо, пријателе мој, не ти е место. Штом тамо не ти е место, ти треба да научиш како се буџетира. Зошто? Оти ова што ти го зборувам беше 90% од моите 4 банкроти, зошто јас едноставно не мрдав од точка. Сега, што значи тоа? Седнавме и поразговаравме. Сакаш јас и ти овие проблеми да ги средиме, или сакаш ти, сопругата и сите јас да ве соберам на едно место и да ви ја дадам вистината? Не, викам, жити све, не отварај рана, ќе инвестираме во маркетинг. Данки инвестирање во маркетинг, 3 месеци, 10.000 евра, и секој месец, менторе, најдобар месец, менторе, најдобар месец. Сега, зашто ти го зборувам ова? Затоа што ништо не е случајно. Кога јас ќе го прелетам назад филмот и кога ќе се подсетам кај сум бил, какви гомна сум јадел, какви кризи сум преживеал, немаш пари, немаш маркетинг, немаш камера, немаш возило, иди у Скопје, ја ќе преговарам за 10.000 евра консалтинг, немам 100 денара патарина да платим. Варти кругој чуда тамо од вамо. 5 пати лажам. Шофер шајбната еднаш ја искршив онамо камче ми летна по стариот пат и отиде и тоа. Значи, глупостите, све што сакаш да ги доживееш, Господ ти ги праќа за твое добро. Значи, денес кога ќе го вратам назад филмот, и кога размислува што мора мене се ова да ми се случува, зошто морам јас 4 пати да почнувам од нула, зошто јас да затворам фирма, зошто да добивам разни клиенти од нула, зошто секогаш да се малтретирам, колчинзи, молчинзи, академии преку 100.000 евра инвестирани, зошто мора некој друг јас да ми се мачам, зошто на другиве лесно. Денес, пријателу мој, јас сваќам најважниот подарок кој што Господ ми го дадено, а тоа е: помини ги, Александар, сите овие глупости, ако сакаш да бидеш добар ментор. Сакаш да бидеш просечен, ќе ти дадам просечни проблеми. Сакаш да заработуваш 500 евра за плата, да, супер, нема да имаш проблеми,
ќе решаваш туѓа визија, односно ќе бидеш вработен. Значи, дедо Боже, јас кога сум посакал да работам консалтинг со премиум луѓе, да заработувам повеќе, да работам само неколку часа малку, моите желби, како рекол Господ, сакаш многу? Да, супер. Па реши ги овие големи проблеми. Па токму денеска тоа јас им помагам на моите клиенти и зошто имам одговор уште пред да отвори уста, зошто тачно само со 2-3 прашања кога ќе му ги поставам, точно знам каде, што го најаде, какви глупости живее, односно кај се наоѓа со неговата глава. Оти нема нешто што веќе не преживеав. Сите можни глупости ги направив, научив како се прави, ги применив во следниот мој бизнис и денеска имам право истото да го зборувам и сето ова што ти го зборувам, повторно ќе ти кажам дека е врз база на искуство. Значи, првиот твој најголем проблем е финанси. Сега ќе те фрапирам. Кога Александар немаше пари, цело време му стоеше во ум една главна мисла. Како немавме пари, како моите не ме помогнаат дома повеќе, како немав да продадам јас нива, не знам како други некој, нели? Но една изјава ме фрапираше од Ден Лок, човек кој што го почитувам, ми беше ментор порано, што вели: Александар, ако не знаеш да заработиш пари без пари, нема да научиш да заработиш пари и кога ќе имаш пари. Уште еднаш ќе ти ја кажам, за да ја запишеш, можеби е долга па ќе пропуштиш. Ако не знаеш да заработиш пари без пари, нема да научиш да заработиш пари ни кога ќе имаш пари. Оти е различна техника. Кога ова го зборуваше, јас го разбирам когнитивно, сваќам што сака да каже, ама немам капацитет за да ја прифатам оваа идеја. Што е реалноста која што сега можам да ти ја кажам просто? Сите луѓе, предприемачи кои што оставија позади себе огромна империја, сите ново настанати мултимилионери денеска кои што ги следиш, им се гордееш, им завидуваш, сите големи луѓе во историјава, се некои луѓе кои што на почетокот имале скромни или никакви услови. Тие никакви услови ги натерале да бидат креативни, да тражат различни начини, како без пари да направат пари. Ако денес некој ти каже, слушнеш или ти можеби изборуваш, дека денеска за да успееш ти треба пари, само сети се дека смислуваш глупости. Да се вратиме само на моите почетоци 97 година. Ниту постоеше интернет, ниту мобилни телефони, ниту подкаст епизоди, ниту YouTube видеа, ниту ништо. За да ти добиеш маркетинг, мора да инвестираш во радио или телеви реклами, каде што не знаеш ни каква и ни која реклама, каков одзив ќе ти даде, а инвестираш пари. Денеска се што ти треба за маркетинг е само еден мобилен телефон, чија што сметка ја плаќаш, а објавуваш слики пред кооперација или веритба од тетка ти наместо да зборуваш од она што заработуваш. Што значи, денес да добиеш клиенти, денес да направиш бизнис е страшно едноставно и ако не заработуваш 30.000 евра на годишно ниво, имаш само некои од овие 5 проблеми. А ако имаш финансиски проблеми, радувај се, Господ како мене, така и тебе, те сместил тамо каде што ти е место, да научиш она што треба за подоцна да можеш да го материализираш. Оти ако не знаеш како да заработиш пари, без пари, и ти да имаш подперница и 100.000 евра, ќе ги скурцаш преку ноќ и повторно ќе дојдеш на истата точка, како што дојдоа многу твои роднини, другари, пријатели, кои што отворија пари со наследни пари, кои што отворија бизниси, со наследни пари, кои што продадоа куќа, ниве и станови, наследства градени со генерации, а денеска седат со пари, со прлецот во уста, мислејќи дека државата не чини, дека има нелојална конкуренција, а тоа е огледалце, кажи ми на светот кој е најубав ти, ево ти га си ти, нешто не знаеш. Значи, ако немаш пари, е супер, само обиди се да научиш да буџетираш, малку желбите да си ги намалиш, почни ти да генерираш се ова што ти кажувам јас, предвидливо овие 5 работи во изминативе 5 епизоди што ги зборувавме,
па после уживај, бирај ја го šta ти е драго. Вториот проблем со кој што се соочува секој предприемач кој што не доаѓа до 30.000 евра на годишно ниво е затоа што има проблем со генерирање константно на клиенти. Секој еден бизнис што не добива константно готови клиенти на предвидлив начин, никогаш не може да скалира. Никогаш не може да оди на 100.000, на пола милион, на милион евра добивка и не повеќе. Што значи, овие проблеми ако не ги решиш сега, нема да ги решиш ни понатамо. Може би во еден период ќе добиеш среќа, може би ќе добиеш бинго од Дедо Боже, па ќе ти тргне бизнисот како мене 99-та со периодот на криза во Косово, каде продававме по 15 телевизори на ден, заработувавме супер, но ако ти не си човек кој што знае да буџетира, да управува со луѓе и со финансии со добра, ако си човек кој што нема систем за предвидливо генерирање на клиенти, ти никогаш нема да имаш стабилен бизнис или ќе бидеш соочен со следниот проблем – време. Значи, главен проблем на луѓето во предприемништвото е време. Оваа изјава која што сега ќе ти ја кажам ќе те фрапира. Колку повеќе работиш, толку помалку заработуваш. Ако сакаш да заработиш повеќе пари, мораш да работиш помалку. Ако човек работи многу, тоа значи дека има работнички мајндсет. Ако со работа се правеа пари, татко ти, мајка ти, дедо ти и баба ти ќе има највеќе заработено пари, а што всушност велат 40 години стаж, толку пари ни поминаа низ рака, немам 100 евра и плаче за пензија и цените биле скапи, владата ќе помогнела, глупости, дали сакаш таков живот. Значи, пари не се прават со работа. Со бизнис се прави пари. Работа е за работник, не е за предприемач. Значи, ако работиш премногу, никогаш нема да заработиш пари. Секогаш кога не сум задоволен од месецот, кварталот или годината за заработка, првото прашање кое што си го поставувам е дали несвесно почнав да работам премногу. Ако работам премногу, тоа значи дека нешто сум почнал да комплицирам. Ако сум почнал премногу да комплицирам, тоа само кажува дека јас имам верување дека не вредам годишна заработка 100.000 евра, 200.000 евра, 300.000 евра. Ако јас сум почнал да работам премногу, тоа значи дека не верувам во сумата која што ја наплаќам. И затоа имам природно чувство да дотурам уште, а фактот дека е помалку, е повеќе, повторно стапува на сцена. Не знам дали сето ова што ти зборувам ќе ме разбереш, но јас те молам, оваа подкаст епизода гледај како наследни твои милион евра, прегледај ја 5 пати, оти овдека ти кажав 100 бисери. Ако нешто ценат, вреднуваат, луѓето кои што соработуваат со мене, е токму едноставен речник и сите луѓе кои што имаат одличен резултат велат: прегледав 5 пати видеото. Видеото кога го имавме на тренинг го прегледав 20 пати. Оној пат кога го колчаше оној го прегледав 15 пати. Значи, помалку е повеќе. Наместо да прегледаш 100 епизоди, наместо да прочиташ 100 книги, прочитај една книга, ама примени ги сите вежби кои што ти ги кажува авторот. Ако си прегледал 100 видеа, не мораш 100 видеа, земи една ваква подкаст епизода и примени ги сите чекори, помалку е повеќе. Значи, оној твој проблем кој што се јавува е време. Ако ти сега не научиш како да управуваш со себе, со своето време, ти никогаш нема да го решиш овој проблем, без разлика дали твојот тим број 30 луѓе, 300 луѓе, 3000 луѓе, никогаш нема да го решиш, се работи за мајндсет. Она што сакам да ти го истакнам и да си го запишеш и уште денес да го примениш е следно.
Јас не запознав се уште сериозен предприемач кој што нема јасни навики кои што му служат. Јас се уште не запознав предприемач кој што работи маркетинг кога му се работи. Јас се уште не запознав предприемач кој што одржува редовни тренинзи со својот тим он кога е сака или кога е намерачен. Јас се уште не запознав предприемач кој што оди на продажни разговори оној пат кога него му се оди. Туку знам дека позади секој еден успешен човек стои само дисциплина. Се додека не научиш да бидеш само организиран, само дисциплиниран, ти никогаш нема да излезеш од овој проблем кој се нарекува време. Уште на ова, ако имаш и верување, а тоа е петтата психолошка, кој што ќе зборувам покасно, а тоа е не верувам на луѓе, се морам сам, сам не најдобро, или не знам што, мене не ми треба никој, мене не треба никој да ми помогне, своја рака како што фаќа никој друг, не знам што, ти си крај, готов. Значи, реши го третиот чекор проблем со време. Што е позади ова проблем со време? Многу едноставно. Само дисциплина, навики кои што ти служат и планирање. Ако ти не го планираш денот, тој те планира тебе. Ако ти не го планираш тимот, тој те планира тебе. Ако ти немаш ред распоред за твоите клиенти, тие те планираат тебе. Трчејќи да свите да им услужиш, на крајот ти ќе имаш стентови, бајпаси и долгови и ќе живееш туѓ живот никаков незадоволен. Како ти зборам, не се грижи. Ништо не зборам што не сум живеел, ништо не зборам што не зборуваат моите клиенти. Четврта работа. Најголем проблем кај предприемачите кои што не заработуваат 30.000 евра годишно и плюс нагоре е што не примаат фидбек. Што значи не прима фидбек? Не слуша што му зборуваат незадоволните клиенти. Не слуша што му зборуваат задоволните клиенти. Не мери, не води статистика, не забележува ништо, што значи е затворен во свој свет и се надева дека некако ќе тргне. Ево ти га нашто ќе тргне, додека не научиш да мериш, да следиш и да подобруваш. Што значи фидбек? Фидбек значи да бидеш отворен и со уши, но и со срце, да слушнеш нешто што не е добро. Што научувам јас, што учам секојдневно од моите клиенти? Секој Божји месец им стигаат јасни процедури. Дали е доволно јасно во видеото, дали се доволно добри вежбите, дали зборам премногу преспоро, дали зборам конкретно и јасно, дали вежбите ти имаат смисла, дали треба нешто да подобрам, дали има нешто што јас не забележувам. Не е пријатно кога некој ќе ти каже многу збориш, малку збориш, ова ми е јасно, ова не ми е јасно. Не е пријатно кога некој ќе ти каже ми вети ова, но не ми исполни. Не е пријатно кога некој ќе ти каже абе ми рече дека ќе ми пратиш вежба, не ми прати. Но тоа е нешто што не е пријатно да го слушнеш, но тоа е нешто што ќе ти го подобри твојот бизнис. Ако си ти слеп или глув за фидбекот од твоите клиенти, идиот ни еден касниш со испорака, ми го скршивте предметов, ми рековте ова, ми рековте тоа, и ти си умислуваш дека клиентот не е незадоволен, дека работа е прекулеба погача, што сака он или што сака овој. Не примаш фидбек од твојот тим, дека бараат ред, работа, дисциплина, дека бараат бонус кој што си им ветил, дека бараат нешто што си го изустил, ама си го изумил, дека сето е тоа нормално, дека сето тоа боли и не е пријатно никој да те критикува, но верувај, здрава критика те води кон развој. Оној момент, без разлика колку години водиш бизнис, оној момент кога си затворен да чуеш критика, тоа е моментот кога идеш директно кон затварање на бизнис, затварање на развој, како год сакаш. Оној момент кога ти мислиш дека си најпаметниот, сети се дека всушност си најглупиот. Си удрил во еден плафон, директно одиш надолу. Ако нешто научив изминативе години, ако јас мојот програм го подобрувам да биде секој следен подобар, јас не сум најпаметната личност, туку само ги слушам моите клиенти што зборуваат и што не им се допаѓа. Така изминатиот период, за да добиеме едни резултати, ми требало можеби 6 месеци, година.
со нивните критики и забелешки, применувајќи го, ги автоматизирам процесите, ги подобрувам сценаријата, го подобрувам материјалот, а сето тоа влијае да добијат побрзи резултати. Впрочем, како јас имам храброст еден мастермајнд да чини 500 евра, па 2000 евра, па 3000 евра, па сега да не ти кажам колку ќе биде следниот, ако јас не сум сигурен дека само си имам подобар и подобар и подобар систем, каде што за пократко време всушност добиваат подобри резултати. Што е најдобриот резултат? Дали ти би платил 10.000 евра, да ти помогне Александар, пример ти кажев, 10 не мора, еве 100 евра нека е. Дали ти би платил 100 евра, да ти направам, не знам, да добиеш 30.000 евра предвидливо за една година, дали би платил 100 евра да те менторирам? Или не би платил 100 евра, би терал сам да се мачиш и да ова што го зборувам, низ обиди и грешки го научиш за 10 години. Дали е полесно да се мачиш 10 години или да платиш кај мене 100 евра? Не знам, ама само глуп човек не го знае одговорот. Значи, истиот принцип го работам и јас. Без разлика што ти произведуваш и правиш за твоите клиенти, јас верувам дека брзината на испорака е клучната вредност. Ако ти имаш понуда, која што вели, имаш 120 кг, да, ќе те ослабам за месец дена на 60. Дали некој би платил 100.000 евра за овој проблем? Ако ти можеш некому да му го скратиш проблемот, да ќе ти направам зграда 6 ката за еден месец, дали би платил дупло повеќе да ја има таа? Значи, секое решение кој што го произведуваш е врзано со време. Но, ако ти не знаеш да се организираш, ако ти не си само дисциплиниран и само организиран, ако ти не знаеш да управуваш и си го цениш своето време, ти никогаш нема да го цениш фактот време за никого од твоите клиенти или вработени. Згора на тоа, ќе очекуваш и твојот тим да работи газ преку глава цел ноќ, и од твојот тим ќе очекуваш да бидат ентузијасти како тебе, но тоа е првиот проблем кој што ти е од следната фаза и никогаш нема да создадеш тим. Петта работа, тоа е психолошки карактер, односно поврзано со стресови, со навики, со верувања кои што сите ние растеме. Една работа сакам да знаеш овде. Не постои идеален човек. Не постои човек кој што нема трауми во својата глава. Не постои човек кој што нема ѓубре во својата црна кутија. Црна кутија, велам, тоа е метафора за нашата подсвест. Зошто ја велам црна кутија? Оти црно не се гледа и не знаеме што има внатре, како што јас не знам кои верувања ги имам, така не си ниту ти свесен за своите верувања. Кога ќе ти кажам какви верувања решавам коучинг кога имаме на мастермајнд, никогаш на свесно ниво нема да веруваш дека ти не заработуваш 30.000 евра, оти не веруваш дека заслужуваш. Јас ќе ти кажам дека човек кој што не заработува 30.000 евра на годишно ниво има нула самодоверба. Како да поставам цена, како да одберам клиент. Ако одберам клиенти, како јас сега само мала сегментација, како што вика Александар, кога ќе ги изгубам клиентите. Како да направам ја само една понуда кога имаме различни понуди. Како да одберам ова? Гледаш, еве ти ги проблемите. Полна црна кутија ѓубре во твојата глава и затоа немаш храброст да одбереш една целна група, еден идеален клиент, една понуда, еден начин на испорака. Кога ти би имал јасен мајндсет, кога би имал јасни верувања кои што те поддржуваат, кога ти би верувал во ова што ти зборувам, ти ова и со мене, и без мене, и да ме слушаш, и да не ме слушаш, ти ова, пријателу мој, би го живеел. Но што сакам да ти кажам? Сите ние имаме верувања. Мојот бизнес е специфичен, мојот бизнес е различен, тимов ми е за никаде, во Македонија не може да се успее, државата е во криза, сето тоа се ѓубра во твојот ум кој што не ти служат. Згора на тоа, ако во твоето семејство си имал некоја авторитетивна личност, некој со круг карактер, а сигурно мора да имаш барем еден таков,
Ти го напунил твоето ѓубре во твојата подсвест дека си глуп, дека си неспособен, па ти требаат партнери, ти требаат инвеститори, ти требаат содружници, некој да те подржи, некој да те разбере, а всушност она што го бараш подсвесно е некој да те разбере за да можете да плачете заедно. Затоа ти ќе ти дадам една порака, а тоа е потхитно да соработуваш со ментор за да ти го скрати патот. Оти онае што јас го зборувам, не сум свесен, она што ти го зборуваш како глупости со своите другари кои што плачете на кафе, тоа се верувања кои што некој стручен треба да ги слушне и да ти помогне да ги разрешиш. Оти ти ако веруваш дека е криза, дека нема вработени, дека нема премиум луѓе, дека нема саглам вработени, ти нема да тргнеш во акција да тражиш такви клиенти вработени или како и да е. Токму затоа овие 5 се клучни работи кои што те стагнираат и те спречуваат да не заработиш 30.000 евра и она што ќе ти го кажам сега како резиме е следно. Ти може да имаш среќа во одреден период да скокнеш на 100, па ќе се вратиш назад како гс преку глава. Се додека не ги расчистиш овие верувања, никогаш нема твојот бизнис да оди предвидливо нагоре, туку ќе оди има клиенти, нема клиенти, има вработени, нема клиенти, има ова, нема тоа. Значи, мачење. Мачењето води кон стрес, стресот кон незадоволство и тоа е она што го велат луѓето. Се убив од работа, младинава не е како порано се правеше пари, гачки. Тоа само значи дека си престанал и те сгазило времето. И за самиот крај, под ова видео долу имаш, пишува фино, newsletter пријава. Претплати се, бесплатно е, затоа што кон крајот на овој серијал ќе направам бесплатна коучинг сесија или како сакаш тренинг, каде што ќе имаш прилика да ми поставиш прашање, да ти одговорам на тие прашања и да можеш да ги надминеш овие предрасуди. Оти знам дека сега како слушаш понатаму, ти имаш уште 500 прашања, тие 500 прашања ќе те однесат у шума и сега што правиме? Исто како кога ќе прочиташ 5 книги, 10 книги, добиваш знаење, ама способност за решавање е проблем. Значи, знаењето без примена нема никаква вредност. Се гледаме во следна подкаст епизода. Довидување.